Денеска имаме често оваа пресконференција да биде посветена токму на престојните европски игри кои што се трето издание, навистина одличен самит на спортот. Мислам дека по значење е второ по ранкинг, така и се бодува. Екипата е спремна, ќе настапиме во 7 спортови со 17 спортисти, една респектабилна бројка, повеќето од нив се со соодветни норми и мислам дека навистина овие игри ќе бидат многу важни бидејќи се лакмус за престојните олимписки игри кои што со големо нетрпение ги очекуваме. Екипата од секој поглед е спремна, гледам дека сите се добро расположени, се спремни. Што се однесува до логистиката, мислам дека сите сме прилично солидно брендирани со нашиот нов партнер Јома. Договорот ни е двогодишен, значи ќе имаме привилегија и следната година да бидеме облечени во оваа квалитетна опрема. Мислам дека подготовките сите си ги изработија во рамките на нивните можности, бидејќи е надпреварувачки циклус и овој пат навистина очекувам да имаме и квалитетни резултати, секако и медали, бидејќи македонскиот спорт е во подем, нашите олимписки звезди се во подем и мислам дека токму ова надпреварување ќе не засладат со некој добар резултат. Ќе бидеме во 7 олимписки села, ми имаме 7 спорта, скоро сите ќе бидеме на различно место сместени. За жал не ќе можеме да присуствуваме и вие самите од еден спорт од друг, дали таеквондо да гледа бокс да гледа карате и така натака, не ќе имаме таа шанса затоа што сме стварно физички одделени. Значи ова е голема манифестација, околу 7000 надпреварувачи има и секоја игри се позначени и позначени. Зошто? Затоа што се одржаваат една година пред Олимпијадата, се одржаваат во 27 спорта со 7000 спортисти. Од тие 27 спорта, 19 спорта се квалификации за Олимпијада. Значи значењето на овие игри е огромен. Значи не е сега само Европски олимписки комитет умешан, нега тука е ИОК умешан. Меѓународен олимписки комитет затоа што голем број од спортистите од овдека ќе одат на игрите во Париз следната година. И за нас е тоа исто значено, затоа што имаме и ние наши спортисти кои очекуваме да бидат на Олимпијадата во Париз и да кажеме дека во склоп на овие игри исто се одржуваат и 12 европски првенства. Знамето на игрите по некои наши, речам, параметри кои ги имаме од спортот, од нивните резултати, управниот одбор реши да знамето го носи Милијана Релич од таеквондо и Емил Павлов од карате.